Сега, или не се разбираме, нас не е јасно дека овие лица, за да добијат вработување и да влезат во системот, треба да се интервенира. Може би оваа дискусија и не е за оваа комисија, но видите, не дека не знаеме за кои лица се работи и колку се, може би вие имате попрецизни податоци. И во моментите кога работев во делот на образование, знаете лица, деца кои што нема матични броеви, нема лични карти, едноставно беа, како да кажам, фантоми, не постоеа во системот на државата, се присутни во државата, но сепак мислам дека како законодавен дом, а и вие како предлагачи на законските решенија, значи друга беше матичната комисија за носење на тоа законско решение и тоа го разбирам. Ова е остварување на право по однос на тоа донесено законско решение и тоа го разбирам, но секако бидејќи ова законско решение сега тука е матичната комисија, добро би било да знаеме од прилика и дали вие како министерство, еве сега велите 25 семејства, дали оти базите се поврзани кај нас? Дали имате представа за колку луѓе, за колку лица такви се работи? И ова се некои дилеми, прашања кои што до нас доаѓаат како пратеници и ние навистина некогаш и не знаеме да одговориме. Дали е дискриминација на останатите наши граѓани, кои што се евидентирани, кои што влегуваат на пазарот на трудот, имат лична карта, се пријавуваат активно секој месец за вработување. И нормални се прашањата, легитимни се прашањата на кои што и ние, но и вие, затоа што вие сте на крајот на денот владеачко мнозинство и вие ги предлагате законските решенија, да знаете за колку тоа лица се работи, дали тие програми ќе бидат посебни, како што кажате, нели, да се инволвираат во системот, да се адаптираат во системот и така натаму. Мене ме интересира прашањето дали имате сознание за колку лица се работи. Тоа време, не знам, се калкулираше со некакви бројки од 1000 деца, 500 деца, 800 деца, кои што немаат лични карти, немаат матични броеви, родителите не ги пријавиле и така натаму. Тоа е прашањето, мислам дека се разбравме за ова прашање. Благодарам.